Велат родното село е најубаво. Таму природата е најколоритна, песната на птиците најмилозвучна, водата најбистра. Во родната грудка небесното синило е најјасно, а сонцето најтопло. Оттаму и по долги години не достигаат школските другари, првите учители, првата симпатија, животинките од детството, вкусот на тазе печен леп и свежи плодови што туку набрани од нива. Не достига училницата затоплена со ќумбе, падината со снег, направениот вир за капење на најблиската река. Оваа репортажа за кривопаланичкото село Конопница ќе ја започнеме со спомените кои ткаат една носталгична приказна, раскажана од Владо Денчов, истакнат македонски актер и режисер кој потекнува токму од ова село. Спомените, тоа е долга приказна. За да се зборува за своите собствени спомени од местото каде што си роден е долга и долга приказна. Значи многу спомени. Тука сум роден, сум растел како дете, Крива Паланка сум се школувал до основно училиште, потоа заминав за Скопје, таму завршив и средно, и Академија за драмски уметности и често пати, живејќи, моментално живеем во Скопје, кога ќе се сетам и се навраќам, во суштина, јас често пати сум овде, во текот на месецот најмалку 2 до 3 пати. Во текот на годините, уште од младоста, кога сте се одселиле од тука, што е она што најмногу ви е недостасувало? Се ми недостасува. Ми недостасува другарувањето со таа генерација и пред тоа и потоа. Ми недостасуваат пријателите, роднините. Ми недостасуваат некакви прекрасни моменти кои ќе се сетам од основното училиште. Ми недостасува природата. Најмногу ми недостасува природата. Во овој миг можете да погледнете, да сврти камерата и да види какви убавини се овде. Ми недостасуваат некакви моменти кога често пати се случуваат празници, некакви обичаи кои во ова село Конопница е богато, пребогато со традиционални обичаи од разни верски празници и така натаму. Значи, ми недостасуваат и животинките кои често пати овде ќе се најдат. Ми недостасува се. Кога ќе се вратите тука, што правите? Како го поминувате времето? Нема ден. Обично овде и спиењето е убаво. Значи се спие многу малку, ама затоа остава простор за повеќе време да се работи. Значи нема што овде не може да се работи. Еве гледате, тука нивите ги обработувам, бавчи обработувам, дрвцата, еве ги слушате птиците. Значи се она што селото обезбедува една мирна, топла состојба, убавини, ми недостасува. Дали сега живеете во Скопје? Дали меѓу блиските познаниците го промовирате својот роден крај? Што најчесто им кажувате за ова село Конопница? Секој пат, каде и да се најдам, меѓу моите колеги, меѓу актерите, режисерите, меѓу естрадата, секој пат има моменти каде што им говорам за мојот роден крај. На секој роден крај, на секого е убав. Така да и ја често пати во одредени разговори, често пати ги ткајам, така да се каже, се ткајат приказните. Често пати им говорам за се што се случува, за се она што се случувало, и за сите убавини, за сите обичаи. Често пати правиме муабет. Во последно време најмногу правиме муабет. Имам колеги кои ќе седнеме, правиме муабет околу бавчите, околу природата. Сите ние отидовме во градот, а потребата да се вратиме назад е голема. И знаете, градот е урбана средина, ќе се навикнеш, но таму често пати оптеретуваат некои работи. Затоа потребата за бегство, потребата за природа е токму овде. Каков е вашиот однос со селаните кога ќе се вратите тука со оглед дека сте реномирано име кое потекнува од ова поднебје? Секој пат е топол.
Често пати луѓето сака да направат муабет. Често пати ќе речат тоа го гледавме, ова емисија гледавме, те гледавме на народните приказни. Често пати кој ќе поминем низ градот, убаво е чувството, но па искрен да бидам понекогпат и сите луѓе сакаат, секој човек сака да направи муабет, да дискутира околу некои теми. Така да бидеш познат е убава работа, но понекогпат е и така, како да ги кажем, станува оптеретување. Од моја страна секој пат сакам да бидам љубезен со луѓето. Со селаните апсолутно убаво живееме, нема овдека ни комшија, ни соселанец или луѓе кои ќе се сретнеме да не седнеме на чашка ракија, на муабет. Понекој пат знаеме и цели ноќи да седиме и да дискутираме и така натаму, така да сето тоа, со еден збор, селото и просторот обезбедува една состојба на опуштање, на нешто што човек овде ќе дојдам, ќе се опуштам 2-3 дена, можеби повеќе, и се враќам со некаква енергија која во тој урбан простор ќе треба да се живее понатаму. Село Конопница се наоѓа во непосредна близина на Крива Паланка, југозападно од градот, и е расположена на левиот брег на Крива река во подножието на Осоговските планини. Според бројот на жители, околу 3500 е најголемо село, а според територијата второ во Кривопаланечко. Селото има над 20 мали, но во речиси 1/3 нема постојани жители, бидејќи населението од повисоката планинска зона почнува да гради куќи на своите имоти во понискиот дел. На тој начин дошло до проширување и изгуснување на постојните и создавање на новоформирани мала во селото. Село Конопница своето име го добило по почвата која во минатото била поволна за одгледување на коноп. Постарите жители се уште се сеќаваат на тоа време и имаат сочувано дел од алатките за обработка на коноп. Повеќе за личната карта на селото ни раскажа Стојанче Величковски. Селото Конопница е најголемо село во општина Крива Паланка по број на жители и на второ место по број на територија. Своето име го добила најверојатно по преданијата заради тоа што во минатиот век многу се садело коноп во овој предел и постојат се уште некои топоними како што се Топила, Вирови, каде што населението го одгледувало, го потопувало и го обработувало конопот. Во домаќинствата се уште и постојат алатки и урутки со кои што се обработувал конопот, а исто така и познати етнографи кои што ја посетиле Крива Паланка, тоа го забележале во своите научни публикации, како и познатиот доајен на македонската фотографија Благоја Дрнков, кој што има направено една серија фотографии како се обработувал конопот во селото Конопница. Конопница како топоним представува топоним кој што го има на 6 места во светот, најверојатно заради самото словенско потекло на зборот Конопница, па така во Полска има 4 населени места кои го носат тој топоним, од кои што 2 се села, 2 се градови. Исто така во соседна Србија, во општина Власотинце има едно село кое што го носи името Конопница. Конопница е едно од специфичните села од географска гледна точка во Македонија, по тоа што самото село представува збир од сите можни варијанти на типови на селска рурална населба, која што во овој случај има и придобиено и урбани елементи затоа што е приградска населба. Па така самото село има дел кој што е урбанизиран
има мали од збиен тип и има мали од растурен тип. За време на Османлиската империја, кон крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век, речиси целото христијанско население на село Конопница, кое броело над 1000 лица, живеело во планинскиот дел на неговата територија. По заминувањето на турците, народот постепено почнал да се населува во пониските и порамни делови, каде што и ден денес живее. Исто така, присутна е имиграцијата град-село, односно дел од градските жители, особено во пензионерското доба, се повлакуваат во своите викендици во село Конопница. Во селото има миграција село-село, на тој начин што населението кое што живеело во некогашните повисоки мали во селото се има преселено во пониските зони, па така настанале и некои нови мала или населби кои што како резултат и на одреден број на криопаланчани кои што имаат купено имот и изградено свој викендички, па така Конопница и го добила своето население и во одреден број има доселеници од други села и дури и од градот кои што се преселиле после пензионирањето во своите викендички. Така да денеска Конопница брои над 3500 жители и представува најголемо село во општината и има можности да се развива едно од ретките села кое што не го намалува својот број на жители. И можеби еден посебен куриозитет за Конопница е тоа што јас мислам дека во спецификите на селото е тоа што е многу раздалечено, многу е долго селото, така да има 5 локални постојки. И мислам дека во едни вакви услови, во една ваква поставеност на едно село, ретко кој ги познава сите жители на селото. Село Конопница ги нуди сите потребни услови за урбано живење, а предноста е во природниот амбиент на Дофат. Наспроти асфалтна патна инфраструктура која ги поврзува со централното градско подрачје, водоводни системи во добра состојба, училиште, црква, продавници, модерни домови и уредени дворови, мештаните се свој на своето, понесени од пријатната клима, чистиот воздух, аромата на непосредната природа, преку сопствениот прозорец или на клупата во својот двор. Најмалите жители на село Конопница го посетуваат подрачното училиште Илинден, кое пред неколку години доби нов реконструиран изглед со услови за квалитетна настава. Токму за ова училиште се слушна надалеку низ светот. Имено проектот Бабини игри во рамки на инвентивната настава на Microsoft, кој го реализираа наставници од ова училиште, беше прогласен за најдобар на национално и европско ниво, додека на светско го освои второто место. Луѓето во село Конопница живеат нормален и спокоен живот. Речиси секое домаќинство во својот двор одгледува полујоделски култури за своји потреби. Од стока чуваат по некое прасе, кокошки, кози. Добри Митковски е роден и пораснат во ова село и ден денес живее тука. Тој како електричар по занимање учествувал во првата електрификација на селото. Јас сум Добри Митковски, од село Конопница, роден во село Конопница, живее во село Конопница. Иначе се имам бавено, занимање ми е електричар.
во селото, учествувал во првата електрификација на селото. Од тога па до денеска имамо направено неколку реконструкции за моје време. Сегашното време многу поинако од поранешното време. Така, што најмногу ви се допаѓа тука во ова село? Па природата најубаво е човек дек живее, а тек живее тоа му е најубаво. Мене природата ми некако најпогодно за живење во овој крај наш. Дали ги имате сите потребни услови за квалитетно секојдневие? Да, вода, канализација? Да. Пошто имам, јас сум меѓу првите доселеници од погорниот крај, слегнен тука. Прв сум учесник, прва струја што сум дотерал, јас сум дотерал тука во селото, вода. Имам учествувано, пошто бев и председател на местата на Социјалистичкиот сојуз, имам учествувано многу работи во селото. Имам формирано за моје време фудбалски клуб Конопница. Имам учествувано драмска секција, се викаше Конопница. И ги забавljаше и у градот Крива Паланка забавуваме. Со наши представи, неколку пати имало дадено представи во киното. И така. Дали имало и други талентирани имења тука од село Конопница и во фудбалот и во актерството? Па имаше доста добри спортисти. Као прво би го спомнал Данчо. Меѓу најдобрите спортисти во нашето село. Имало и други луѓе. Да, не знам како да кажем кои што. Мисли дека има повеќе луѓе кои заслужуваат за напредокот на село Конопница. Дали се занимавате со земјоделство, сточарство? Сточарство, не земјоделство. Нормално. И многу сум заинтересиран за земјоделството. За свој потреби или За своје, пазар? да, за своје потреби немам интерес за пазар, нормално за мој интерес. Што најмногу садите, што Па успеа? од све по нешто, така немам определено што. Све по нешто што има потреба за куќни потреби, производам. Во поранешно време, нешто сега години си прават своето. За пчеларството во овој крај ни раскажа искусниот пчелар Благој Митковски. Сега сум пензионер, 21 година, од 95-та па навамо. Цело време занимавам се дома обично со пчеларството. Имам, и кога работев како возач во пролетер, ги одржава пчелите. Ама како зема пензија, стекно се занимавам само со пчеларство, друго не поседам така земја, не работим земјоделство, друго околу пчеларство само. Какви се условите во ова село? Па условите за пчеларство во нашето село Конопница мисли се многу поволни. Многу поволни, зависи година, али повеќе години се подобри отколку послаби. Така да медот е јако квалитетен, природа чиста, одлична. Така да може да Сте произведувале во минатото, па колку сега? Па видите, слушај, ја преку годините, ако порачунаме просек, за моето време од 2003 година навамо имам произведено негде околу 15 тона мед. Има го секаде продадено во Скопје и Тетово, така да немам проблем со пасманот. Увек е добро. Само да го произведем, тоа е најтешко. Друго, како ги минувате деновите? Па пензионерски денови се многу брзо идат. Поминуваме ги средно, не многу добро, а не па ни толку лоше. Така да кажем, секој нека биде помлад човек, живи да си дочека пензија, па понатаму што му е тоа.
Минувајќи низ село Конопница го сатекнавме Жарко Костовски, кој речиси целиот свој животен век се занимава со музика за своја душа, односно свирење на народни инструменти. Непочести со изведба на гусла, инструмент кој сам го изработил како и многу други предходно. Уживајте во автентичниот звук кој во минатото се разлевал по селските слави и собиранки. Гајдата го свирим од у детинство, па пауза, многу има пауза. Па еве сега стари години пак ја ги изработувам, сам и свирим. Свирим у кемане, свирим у кавал, у дудуче и гајдата. Тие се изворни народни инструменти што можем сам да ги направим и сам ги свирим и нормално дека и на други давам користат и други продавам. И така. Од што ги изработувате? Па сега зависи, нема специјални дрво нема за тоа, ја ги изработувам повеќе од среша тоа дрво, најрасполагам од тоа дрво. Мевот е од јагни кожа или јаре. Тие са главините од говедски рогови. Тоа се прави од рог, од говеда. Мислим, не живи тие што се исколени. Каде најчесто свирите? Па за себе највише. Така, понуди немам. Негде на тие поголеми собори, дека направиме си. За душа. Друштво, свирка, една друга. Реклама и тоа. Село Конопница е прибежиште од градскиот метеж за Чичко Велимир Поцевски, пензиониран професор по ликовна уметност. Деновите во овој селски амбиент ги минува спокојно, каде и твори, а исто така ни раскажа и за одгледувањето на пченица и пченка во минатото. Јас сум Поцевски Велимир, пензионер 4 години веќе. Роден сум у Крива Паланка. Ова земјиште од 3 хектара ни е наследено
од мојот дедо, кој го купил од турците на времето, кога се оселувале турците, го купил од него и како ранчни се постојано одека. Јас како наставник по ликовно работев само 6 години. И после отидов во Сдружение на возачи како секретар и отворив прва автошкола и инструктор, и секретар, и едно и друго, и технички, и така натака. Така да јас сум паланчанец, ама врзан сум за ово место, за ово село. Многу ми е попријатно тука, отколку Паланка. И сами гледате. Чист воздух, летат насекаде листа, цветчиња. И што друго да ви кажем? Колку често доаѓате тука? Со што се занимавате? Како го минувате времето тука? Добро. Па се тоа завчера садив комбири, од се по нешто садиме за домашни потреби. Полани посадив околу 400 дрва. Разновразни сливи, цреши, јаболки. А што се занимавам? Па имам некој кокошка, те кучиња, имам тука мачки. Нон-стоп сум тука. У Крија Паланка не ми е така здодевно ми е. Ако излезам, треба да влегнем у кафана. А одека ми доаѓа по некој пријател. Чоканчето. Ти си пинал по некој. Каков е со животот тука? Многу, супер. Супер. Сите се дружиме. Дали се събирате за празници, слави? Па за тие слави на Прокопје, не овамо на Тодорица. И овам се собирамо. Не, повеќе на куќни слави. Име, да. Свети Никола, тие. Нема многу куќи тука. И сами гледате дека на 500 метра нема куќа од тука. И така. Од земјоделски култури што најмногу успева и во минатото што најмногу се произведувало, се садало, се одгледувало? Па, многу имаше, пченица многу се раѓаше. И пченка. И пченка, ама у последно време не иде. Не оди, не се исплатува и сега се ми е посадено со луцерка, детелина и дрва, околу 400 дрва има посадено. Разноразни вочки. Нема што нема. И што се занимавам? Тоа така, да. Што да ти кажам, што се занимавам? Идем у кооперација, имamo тука кооперација, па си таму се дружим најчесто. Го споменавте вашиот дедо дека потекнува од тука. Не. И он е трговец, паланчанец. Само од турци го купил имањето на времето кога се оселувале турците, го купил ово имање. Нешто се сеќавате, што тој ви има кажувано за ова село? Што ми има кажувано? Она што имам ја, што сум го имал видено, иначе она што... Ние од тука две фамилии ни го одржава, ни го работеа ова имање. 30.000
квадрата, 3 хектара е. И две фамилии од селото го работеа, половина пченица, половина пченка. И кој ќе дојде да се бере на село, се собира, еве, нова гумна тука. Како камион високо, многу имаше пченка. Со коли. И не може, по 3 дена ја лусевме пченката. Па не можеше да постигнеме, па имаше тука и војници, и од војската доаѓа. Ем ќе си пивнат, ем да ни помогнат да... И така, многу имаше род на времето. А сега не садиме, зашто не се исплатува ова е друго време. Жителите масовно се собираат за Божиќ, Бадник, Великден и Водици, кога во близина на црквата се фрла осветениот крст во Силска река. Во летниот период населението го прославува празникот Прокопје на 21 јули. Се наоѓаме на местото викано Прокопје, каде што се одржува народната слава, селската слава Прокопје, посветена на Свети Прокопи, која што според народното предание настанала на тој начин што пред повеќе од 100 години зафатила катастрофална суша во целиот регион и населението, барајќи спас од безизлезната ситуација, решило со помош на свештинослужители масовно да се организира и да тргне на така наречената додоларска мисија, така да се организирале додолари од селата Мождивња, кои што тргнале како една тајфа од Градец и од другата страна од селото Мартиница, и сите тргнале со цел да измолат милост за да падне дожд во една таква ситуација. Тој ден сите три тајфи се сретнале токму на ова место, на ова раскрсница, и за нивна голема радост во моментот на средбата заврнало обилен дожд и во таква ситуација пресреќните селани решиле тогаш да ова место го озваничат, го официализираат како место каде што во иднина ќе прославуваат, и така останала една традиција да на 21 јули масовно се собира населението на ова место за да го прослави тој настан, таа случка што била посветена на измолувањето на дожд за богата реколта во селото. Селски слави има и на Петковден во Малото Гражданци, Света Троица и Крстовден во Баратлици. Посебен раритет во однос на културно-историското наследство на овој кривопаланечки крај представува црковниот храм посветен на Свети Теодор Тирон. Според преданијата, планот за градба на црквата во 19 век е донесен од локалните мајстори кои работеле во денешна Романија, а самата црква е една од ретките чија основа е рамностран тролист. Пред влезот на црквата во плитка ниша во вид на тролист е насликан светецот Теодор. Црквата го има сачувано фреско живописот, а најголем дел од фреските се насликани од Аврам Дичов, син на Дичо Зограф од Тресонче. Кубитурата на камените, дебелина на зидот е негде метар да бидеме. 560 кубика камени има, разбираш, негде. Нели така напомна, овде има 2,80 долната страна темел, од земјата у темели, а овде има скоро 3,60, скоро 4 метра дубина на темели. 1994 сум овде како намесник и како благаник, односно одговорен за црквата како доматин. 1999 година вршеме геоистржни работи, лабораториски испитуваме
црквата фактички ни се разрушува. Кажуваат наши стари, у Румунија кад е било земјотресот, тога се најќе опознало црквата дека ни е спукната неколку. Беше покриени со оние така ромски керемиди, па половина го 96 година покриме со слим, поцикон, а 2000 година го покриме исцело, комплета кровната конструкција. Фактички доле не може да се отвара и не може да, али она се горе отвара да беше. Овде вршиме геоисторични работи комплета, 16 сантима од десната страна гледано, 16 сантима, а овде од левата страна 8 сантима, фактички црквата цвета така се отвара. 24 сантима кон 8 милиметра се отварана. И сега останаа за конзервација друг проект да се прави и така. Инаку црквата е направена од 1833 е започнато, 1885 е живописена и осветена. Во дворот на црквата секоја година во чест на светителот во првиот ден од великденските пости традиционално се одржува манифестацијата невистинско поклонение, која годинава го имаше своето 7-мо издание. Обичајот на поклонување на светецот со здрав пород и слога во семејството годинава го изведоа 12 снаи заедно со своите свекрави, продолжувајќи ја традицијата чии темели датираат од средината на минатиот век, молејќи се за благосостојба во семејните гнезда. Ова село Конопница и оваа црква децении наназад биле познати по прославата на овој ден и тогаш многу пополни со луѓе од сите генерации. Незадоволство на организаторите и добронамерниците. Традицијата заживеа пред 7 години и од година во година има се помасовен одзив. Настанот е возобновен под покровителство на градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски и локалната самоуправа, Националната установа Центар за култура и местната заедница на село Конопница, заедно со Македонската православна црква. Иницијатор за возобновување на автентичниот народен обичај невестинско поклонение е Стојанче Величковски. Ова е редок пример кој покажува како една заложба за зачувување на автентичното од минатото може да прерасне во вистински препознатлив културен бренд за Крива Паланка. Овие работи премногу ги посакувам, ги пожелувам секој да ги доживее. Ова е нешто извонредно што не може да се опише, секој да си го доживее. Да види дека ова е Божја убавина, Божјиот благодат да си го прими секој. И што да кажем, порано кога сите невести во тековната година се случувале бракови, на овој ден се доваѓале тука на поклонение, а наредните години се доаѓале со дечиња за крстетка. А сега им пожелувам на денешниве да дојдат не со по едно, со по две и повеќе, па да доведуват и чуку внуци. Ма тоа беше занемарено и сега еве пред, како што рековте, пред 7 години пак обновена оваа традиција, така да ги правиме обичаите што по наше покажување на нашите стари. Преубаво е, сакаме да се чуваме традицијата и убаво е овака. Не, нашите стари се не раскажувале, ама ние сега сакавме да го доживееме тоа тие тогаш кога се го применувале како е било и да ја обновиме традицијата. Од претходните години бев запознаена за оваа традиција и навистина ми е мило што еве ова година сум дури и учесничка. Убаво е што традицијата се негува и уште повеќе ме радува тоа што пријавувањето на невестите е се во поголем број. Многу сум воодушевена, а прв пат сега учествувам и
можам да кажам дека сум многу е убаво и да продолжи во. Јас мислам дека карактеристично за овој обичај е тоа што снаите се крвите заедно излегуваат под рака. Од левата страна се наоѓа се крвата, а невестата се поклонува, значи пред да влезат во црквата и заедно во црквата им се чита молитва. Прв пат учествувате, како сте задоволни? Многу сме задоволни. Бевте со две снаи? Со две снаи, многу убаво, тука е многу убаво. Дали претходно го знаевте обичајот? Да. Како го спроведовте? Значи Убаво. во носи? Во носи и во селска носња. Зошто се одлучивте да се пријавите? Со снаите од мерак, од радост. Сликата од година во година погласно зборува дека се уште има народ кој е посветен на својата вера, кој твори духовни вредности за да се одолее на искушенијата на новото време и да се зачуваат вистинските вредности на живеењето во слава на предците, но и во име на идните поколенија, верата, достоинството и негувањето на човеколюбието. Село Конопница е живописно село богато со вегетација и вода. Во природните убавини уживаат мештаните од сите генерации. Но од овој селски амбиент се напојуваат и бројните повратници, добронамирници, патници. Душата на село Конопница е присутна во едноставноста на битисувањето од дамнина до ден денес, во свежината на воздухот, нијансата на околната шума. Познатиот режисер и актер по потекло од ова село Владо Денчов ја сподели својата порака особено до младите. Час поскоро да ја запознаат традицијата на македонските села. Традицијата која со животот ги исполнувала генерациите наназад и да ја продолжат чувајќи ја како белег на секоја индивидуа и на колективот во целина. На млада генерација би препорачал ама веднаш да кренат во природа. Тоа е едно нешто што е најубавото и за психата, и за психичкиот, психичката состојба на луѓето. Младата генерација денеска треба да излезе од кафичите, треба да излезе од тие, јас ги велам, запушени дупки. Треба малку да се излезе во природа, да најдат начина, има. Природата се освојува на многу начини, така да, што се однесува до традицијата. Традицијата е нешто што овој народ, посебно македонскиот народ и пошироко на Балканот, со векови го одржувал. Традицијата е белег и традицијата е идентитет на еден народ. Затоа на младите им препорачувам што поскоро да ги слушнат, барем ако не друго, сите приказни од постарите, да остане во нивното паметење нешто што ќе го продолжат. Традицијата е нешто што е, пред малку реков, белег и на индивидуата, белег и на колективниот, и на државата. Затоа традицијата треба да се негува. Конопница, село Конопница има скоро, да не кажам, секој месец по нешто се случува што се однесува до традицијата. Дали се тоа великденски празници, дали се оди во црква, дали е тоа, село Конопница направи една, ајде да го наречеме така наречен фестивал на поклонение на млади невести кои често пати со мојот пријател Стојанче разговараме и знаеме дека тоа е уникатна традиционална состојба која е на Балканот единствена. Оваа репортажа за село Конопница ја завршуваме со една убава приказна, со уште поубава и поголема порака за љубовта, она на која не учат уште од детството во родното село.
Многу има приказни. Јас, например, имам приказни кога одев во основно училиште од 4-то оделение, се сеќавам, имаше еден чичко доче, прв пат тоа беше одам на 67-68 година. Прв пат се појавија сликовници, разгледници. И успеав некако да купам една разгледница. И тоа беше некаде така, мај месец, и јас на разгледницата на една моја симпатија, 4-то оделение, и напишав те сакам. И ја пуштив разгледницата и таа стигна во училиштето, таму се случи недоразбирање. Почнаа децата да викаат уа, Владо ја сака. Нели, девојчево, почнав да плачам, девојчево почна да плаче, додека нашиот прекрасен учител Јашко ја разбра работава во што е, па и него му жал падна, и потоа, така се сеќавам на тоа, рече, дечења, па ова не е лошо, ова треба да го правите. И се случи за недела дена, летаа разгледници, секој го сакаше.